ова кога го слушав вашиот говор по однос на буџетов за 23 година, така тивко, полека, како некоја сказна од Ханс Кристијан Андерсен да ни читавте. Подобро че беше со таков тон да ни прочитате една молитва за прошка, колешке. Знаете зошто? Затоа што во изминативе 5,5 години имате потрошено 20 милиарди евра, а имаме долг од 8 милиарди евра. Затоа не треба да ни читате сказни, туку молитви за прошка од македонскиот народ. И кажавте, најмногу внимание ви привлекле од овој буџет Министерствата за транспорт и за земјоделие. За кои патишта кажувавте? 1300 метри изградени патишта биле во државава. Во која сказна ги видовте овие патишта, колешке? И нели ви е срам Охрид, Кичево да го споменувате? Па пред некој ден имаше еден виц апропо овие трагедии што се случуваат со јавни дојави за бомби, па велат јавна дојава за бомба имало на автопатот Кичево Охрид, евакуирале само еден работник. Мајтап се тера со вас. Какво Министерство за земјоделие ви привлекло внимание? Па вие сте од Кочани, што ќе им кажете на кочанчани за Оризот? Зошто не е стратешка култура? Што им кажувате на вашите кочанчани? Што им кажувате? Зошто не ви привлече внимание како правничка делот за правосудниот систем? Зошто не кажавте колку ќе се издвојат за реформи на овој правосуден систем? Или зошто не кажавте нешто за здравството, што се случува во вашата болница? Како ги деградирате младите лекари со конкурсот, на кој што по список се вработени некои 6 по нечив избор, а не оние најквалитетните? Ништо не кажавте за тоа. Си избравте некоја сказна, некоја бајка, не знам што да ви кажам, не знам во кој свет живеете, дали сте свесни до кое дереđe ни ја донесовте државава, и не ми кажувајте дека просечната плата стигнала над 31.000 денари, кога ваму минималната кошничка синдикална ни е над 51.000. Немојте да кажувате сказни, не е сказна работава, работава е трагедија, и не очекувајте ниту еден принц на бел конј да дојде да ве спаси. Белиот конј, знаете со кого е заминат со Онишченко, ама многу скоро и вие по него ќе заминете. Немојте да ни продавате басни.